Многу мислам навистина многу се зборуваше за амандманот, само да се објасниме за некои работи. Знам нормално колку тежи трансформаторот и дека е потребно, како е потребно да се донеси до тука, меѓутоа не сум јас виновна што вашите челници излегува и на секој кажува сега ќе дојди, после след тоа што јас го зборувам. Барем нека не кажува, кога ќе дојди тогаш. Да, транспортот е тежок, огромен е, ама тие излегуваат со сега ќе дојди, утре ќе дојди, на први ќе дојди. Тоа во таа насока. Инаку за ваша информација, трансформаторот се случи заради лошо менаџирање. Знаете зошто? Бидејќи таму инженерите предупредија дека е можно да се случи вакво нешто, ама менаџерскиот тим одлучи не, нека продолжи со работа. Ете, тоа е вистината, колку да ја знаете вие, ако сакате. Од вашата реплика сакам само едно нешто овде да контрареплицирам, а тоа е омаловажување на луѓето, викате. Никој овде не омаловажува, никој вработен во РЕК. Некои таму се години на работа, стручни луѓе, ама мора да знаете дека со вашето доаѓање на власт 1000 решенија се променети. 1000 решенија, шетање од едно на друго. Баш дека се работи за специфични работни места кои што бараат голема стручност, 1000 решенија се променате на вистина нешто што не би требало да биде вака нормална работа. Зошто? За партиски пресметки таму, тоа е правено. Иначе никој не ги маловажува луѓето. Мене таму повеќето ми се студенти, ако не студенти колеги, и нивниот стручен аспект јас не го спорам, туку го спорам менаџерскиот. А разлика меѓу стручен, професионален капацитет и менаџерски има сериозна разлика. Овде лошо се менаџира. И факт. Факт се состојбите во кои што се наоѓа и РЕК Битола и целиот енергетски систем. Значи, никој не омаловажува луѓе. Иначе, што се однесува до омаловажување, еве пренесувам од вработените во РЕК, се уште немаат земено К-15 и реагираат на таквата работа. Толку кратко, веќе навистина многу назборувавме за овој амандман.